Светската здравствена организација го оцени како незамисливо дозволувањето на слободно циркулирање на COVID-19 за да се постигне колективен имунитет. Никогаш во историјата на јавното здравство имунитетот не се користел како стратегија на одговорот на епидемија, а уште помалку на пандемија. Тоа е научно и етички проблематично, изјави генералниот директор на СЗО Тедрос Адханом. Слободно да се пушти опасен вирус кој што не го разбираме целосно е спротивно на етиката. Тоа не е опција, истакна тој. Во пандемијата на новиот коронавирус умре над 1 милион заболени во светот, откако канцеларијата на СЗО во Кина предупреди на појава на болеста на крајот на декември минатата година. Големо мнозинство на луѓето повеќето земји се чувствителни на заразата со тој вирус. Серолошките истражувања упатуваат на тоа дека во повеќето земји се заразени помалку од 10% од населението, објасни директорот. Организацијата за научни и индустријски истражувања на Комонвилтот доведе до истражување во кое дојдоа до сознание дека SARS-CoV-2 вирусот може да преживее подолго на мазните површини и во ладни услови. Специфично студијата откри дека новиот коронавирус може да преживее на банкноти, стакло и метал. Тестирањата биле спроведени во лабораторија, што значи дека некои фактори како ултравиолетовото природно зрачење на сонцето не се пресметани. Студијата покажа дека новиот коронавирус може во воздухот и носен од чисти честички да преживее повеќе од 3 часа. Било откриено дека новиот коронавирус при температура од 40 степени Целзиусови може да преживее помалку од 16 часа на памучна површина и од 24 до 48 часа на стаклена и метална површина, како и на винил. Кина започнува со масовно тестирање на COVID-19 во градот Чингдао, во кој што живеат 9 милиони луѓе. Причина за масовното тестирање се 6 лица кои биле заразени, а со што се предизвикало страф од повторно ширење на епидемијата. Според локалните власти, тестирањето од 6 квартови на овој град ќе се врши во следните 3 дена, а тестирањето во градот ќе биде спроведено за 5. За сега не се знае изворот на заразата од 6 лица, но се претпоставува дека заболените се поврзани со болницата во која што се лекуваат пациентите од коронавирусот.